30 години триумфираше капитализмот како единствен спас за човештвото, но материјалната реалност на денешницата го исцрпи веќе почетниот ентузијазам и капитализмот го турна човештвото во безнадежност. Јас сум Джейла Велива, денес гостим во Глас на идеја Никола Славевски, член на марксистичка организација Црвари. Здраво, Славе, како си? Здраво, добро. Да почнеме со кризите на капитализмот. Значи во последните неколку години имавме здравствена криза предизвикана од пандемијата со COVID-19, потоа случувањата меѓу Русија и Украина. Но овие случувања ја направија повидлива кризата што постоеше веќе. Значи овие случувања се продукт на кризата, а не причинители на кризата. Па од тука сакам да те прашам зошто доаѓа до кризите на капитализмот и како доаѓа до нив? Па капитализмот како систем има своји внатрешни противречности. И начинот на кој што самиот систем функционира е врзан на создавање одново и одново нови кризи. И капитализмот секоја нова криза разрешува на тој начин што само создава нова поголема криза во иднината. Самите кои се противречностите на капитализмот се засновани во начинот на неговото производство. Самиот капитализам, бидејќи мора да одземи дел од вредноста која се создава, тој создава вишок производство, односно хиперпродукција. И хиперпродукцијата на самиот систем повремено доведува до поголеми кризи и рецесии. Ако земиме во предвид дека денешната криза во која што ние живееме не е криза која започнува со 2008 или со пандемијата, нити па со војната во Украина. Кризата на капитализмот која денес ја имаме започнува со самиот пад на Советскиот сојуз. Или во периодот кога, како што викаат, победи капитализмот како единствена варијанта, единствена алтернатива која може да ни понуди некаква иднина која може да донесе развој. И во тој период, кога капитализмот оставуваше нови пазари, поради тоа што пропаднаја земјите од социјалистичкиот блок, тој имаше некаков развој. И на тој начин ја покри кризата, која што беше продлабочена почнувајќи од 70-тите. Но, целиот тој потенцијал на тие нови пазари, кои што во тој период се освојуваја, се истроши во одреден период и тоа доведува до кризата од 2008 година. Како се извлече од таа криза, кажам, капитализмот? Од кризата од 2008? Да. Па реално не се извлече, значи ние имавме после 2008 некаков краток опоравок, но кризата и понатаму висеше постојано. Она што се случи со пандемијата беше само разгорување на проблемите кои капитализмот ги создаде. Например, зошто ние имавме таква криза, таков проблем со пандемијата, односно ние не можевме да го решиме проблемот немаше доволно, пример во Италија, немаше доволно кревети во болниците, а тоа е резултат на економските политики кои што Италија ги преземала од крајот на 70-тите. Например, мислам дека негде 74-та Италија имала 10 болнички кревети на глава на жител, додека ако беше кризата, тоа е 2,5 кревети. Тоа значи кратењето на јавните финанси во здравството и целиот тој процес на неолиберални, односно тоа не е некоја нова политика, него кратење на трошоците на државното финансирање и јавните трошоци, како начин да се подобри економската состојба, на крајот доведува до помал оптек на средства и на ресурси во здравството и во сите јавни... На услуга во јавните Во јавните услуги, да, во јавниот сектор. И тоа значи дека капиталистичките земји, кои што патем се развиени, значи ние не зборуваме за земји од така наречениот трет свет или периферијата, зборуваме за земји од центарот на капитализмот, како Германија, кои се соочуваат во време на пандемијата се соочија со сериозни недостатоци на ресурси и неможност да се справат со таа криза. Но пандемијата не е тоа што го предизвика. Ние ако земеме во предвид дека Југославија 72 за време на епидемијата со вариола вера, многу подобро се справила со кризата. Мислам, можеме да видиме дека не е невозможно да се справиш со пандемија, која меѓу другото најавува на долго време дека постои можност да се случи нешто такво ако се појави некој нов вирус. Проблемот е што државите заради економските политики неолиберални
или односно мерките на штедење во главно, кои што беа начин да се разреши кризата од 2008, за да се намалат јавните долгови, доведоа до тоа да немаме ресурси. Ама исполнало изгледа штеделе само на јавните добра. Не, ама во главно тоа значи, мислам, ти кој ќе штедиш на јавните добра, ти не кратиш на, не знам. Пример, не станувало збор за некој прогресивен данок или некои такви други мерки? Спротивно тоа, значи воведувањето, кратењето на прогресивните даноци или деночните политики се во функција на зголемување на профитите. Затоа што капитализмот се стреми да ја зголеми профитабилност. И самиот систем преку тоа создава општествена нееднаквост и проблеми во општеството. И во моментот кога капитализмот сака да ја разреши некоја криза, како што беше кризата од 2008, тие имат на располагање два механизми. Едниот е преку задолжување. Тоа во 2008 не може да го направат, затоа што тоа беше начинот на кој што разрешија кризата од 70-тите. Односно, пумпање на јавниот долг и преку пумпањето на јавниот долг се обидуваја да ја надоместат губењето на куповната моќ. Другиот начин е со мерки на штедење. И преку мерките на штедење ти нормално ги кратиш јавните услуги, а со тоа ги онеспособуваш и државата сама како апарат да реагира во одредени моменти. И го влошуваш, нели, животот на луѓето. Да. И сега се случува повторно истото, нели, со енергетската криза и воопшто со економската криза. Нели, постојано и по нашите медиуми слушаме за некако се штедење на се и се што буквално. Па да, сега мислам војната никој најверојатно никој не можеше да ја предвиди, пошто не е нешто што се случува онака. Никој не очекуваше дека тоа може да се деси во Украина, иако во Украина мислам конфликтот е од 2014, не е тоа нешто ново, беше само ескалација и на тензиите меѓу Русија и Украина постојат многу одамна. Значи со договорот во Минск и така понатаму. Но мислам ние можеме, нас треба да ни биде прво јасно дека економските политики кои ги преземат европските земји против Русија, као санкциите, нема на никаков начин да допринесат кон разрешување на војната во Украина. И тие имаат функција да на некој начин да воспостават економска доминација во Украина, пошто целта на таа војна е да Украина падне под западна сфера на влијание и да биде дополнителен пазар. И како што гледаме се што се случува, воведувањето на 60-часовно работно време во неделата, исто е во таа насока. Украинците стануваат ефтина работна сила. Во принцип е врзано на потребата западниот империализам да ги шири своите пазари и своето влијание. Да, апсолутно. Добро, а како влијаеше, да кажам, распадот на социјалистичкиот блок врз развојот на капитализмот? Че после 90-тите што се случи? Па мислам дека е клучно што се случува, што значи распадот на Советскиот сојуз и денес за нас и во тој период. Мислам, ако земеме во предвид дека Советскиот блок беше некаква алтернатива за некакво друго општество кое може да се развие, во моментот кога пропадна, капитализмот стана единствена алтернатива. Тоа влијаеше штетно врз работничките движења насекаде во светот, затоа што им ја укина можноста за некаков развој. Но ако гледаме подлабоко, самиот распад на Советскиот сојуз представува вовед во подлабока криза на капитализмот. Затоа што капитализмот не може да ги разреше своите противречности. Значи ние не можеме да имаме капитализам без противречности. Значи ние не можеме да имаме капитализам без сиромаштија. Затоа што капитализмот во основа создава сиромаштија преку начинот на производство. Самиот распад на Советскиот сојуз доведе до продлабочување на кризата на капитализмот. И сега, кога зборуваме за продлабочување, ние не мислиме тоа се процеси, општествените процеси не се краткорочни, не е тоа од денес за утре, него потребен е долг период за тоа да се реализира. Исто идејата дека победе капитализмот беше во тоа дека капитализмот победе заради тоа што создаде подобри услови за живот. Што е апсолутно неточно. Капитализмот, значи после Втора светска војна, имаме еден период на бум, кој што нормално, капитализмот кога се уништени средства за производство, односно не имаш фабрики, индустријата е пропадната, и првиот залет на изградба на нови индустрии, фабрики,
ново производство секогаш носи некаков развој и подобрување на квалитетот на животот. Но капитализмот, пошто е функционира циклично, порано или подоцна доаѓа до тоа да се самиот истроши себе си заради хиперпродукцијата. Тоа значи дека конкретно на 70-тите капитализмот веќе почна да стагнира. И за да се задржи стандардот, почна да се применуваат политики на јавно задолжување и да се одржува статусот кво така. И сега во тој период кога имаш две сили кои што се на светско ниво, и Советскиот сојуз и социјалистичкиот блок, има некоја тенденција да представат алтернатива. Капитализмот мораше да го подобрува животниот стандард на работничката класа. Затоа што ако не го подобрува, тоа значи штрајкови значат поголема криза. Се прелие можеби идеолошки Точно. револуцијата во другите земји. Од друга страна, мислам дека е многу клучно да разбереме која е природата на земјите од социјалистичкиот блок. Значи, револуцијата, например, ако зборуваме за октомвриската револуција, кога се случува револуцијата, условите во Русија се катастрофални. И низ процесот на обид за изградба на новото општество и развојот, Русија во тој период е феудална земја, полуфеудална земја. Значи, таа нема никаков преголем капацитет, ние не можеме да ја споредиме со некоја индустријска развиена земја на западот. И очекувањето на почетокот беше дека револуцијата ќе се прелие на западот. Значи, без да се прелие револуцијата на западот, практично беше невозможно руската револуција да биде целосна, во смисла на целосна да донеси, мислам, таа и онака донесе голем развој за руското општество. Но не може да доведи до доволен развој за да се изедначи нееднаквоста помеѓу центарот и периферијата. Но на што се случи, за жал, во историскиот контекст е револуцијата во Германија беше неуспешна, поточно неколку револуции во Германија беа неуспешни, беа крваво угушени и револуцијата не успеа да се прошири и во тој период се бирократизираше Советскиот сојуз. Самата бирократизација и зацврстувањето на државата значеше делумно стагнација. И Советскиот сојуз преку тој процес на бирократизација стана дегенерирана работничка држава. За која што единствен начин да се промени состојбата и да се прошири револуцијата, но да дојде до политичка трансформација во самиот Советски сојуз. И тоа на крајот Троцки објаснува зошто и како тоа се случува. И тој самиот објаснува дека порано или подоцна без политичка револуција ќе дојде до крах на Советскиот сојуз, дека Советскиот сојуз ќе пропадне. Што и се случува историски. И во принцип развојот, значи самата дегенерација на Советскиот сојуз која доведе до пропаѓање на Советскиот сојуз и заедно на социјалистичкиот блок, не само на Советскиот сојуз, на Југославија исто, доведе до реставрација на капитализмот, но истовремено доведува до продлабочување на самата криза на капитализмот, бидејќи капитализмот додека постоеше Советскиот блок можеше да се труди да го подобри квалитетот на работничката класа, на живот на работничката класа, но откако тој пропадна, немаше конкуренција веќе на некој начин. Немаше конкуренција и веќе можеше отворено да спроведува капиталистички политики без притисокот на работничката класа, која со пропаѓањето на Советскиот сојуз исто изгуби на тежина и значеше сериозен пораз за самата работничка класа и на западот. Да, тој се представуваше нели како распаѓање на цела комунистичка идеја, дека е неуспешна и така натаму. Да, дека не е возможно да се создадеме подобро општество. Да, дека едино возможно е нели капитализмот и сега дека го живееме розевиот сон на капитализмот со кредитните картички и така натаму. А се испостави сосема Но тоа бидејќи природата на нештата не функционираат линеарно, односно функционираат диалектички, секој триумф на капитализмот значи дека тој во себе создава нови противречности кои ќе доведат до нова криза. И во моментот кога тој дојде во потенцијал да го реализира, условно кажано, целиот свој потенцијал, тој почна да се отвора простор за создавање на новата криза. И сега дали сметаш дека ова криза е продолжение на кризата од 2008 или е нова криза? Има различни поделени мислења. Сега малце тоа е тешко затоа што кога ќе зборуваме
за криза на капитализмот е врзано мислам капитализмот инхерентно има криза, тоа е една криза на капитализмот. Бидејќи кризата на капитализмот не се мислам економистите, неолибералните економисти не сакаат да го согледаат затоа што економијата во овој контекст не можеме да ја сметаме за наука, него таа е под силно влијание на идеологијата на овој систем. Апсолутно. Како сите останати. Но капитализмот самиот во себе е контрадикторен и контрадикциите на капитализмот произлегваат од противречностите на односите во производството и сопственоста на средства за производство. Затоа што некој создава вредност, а не ги поседува средствата. Затоа што преку тие односи на производство се експлоатираат работниците. Од друга страна, историскиот развој на општеството оди преку развојот на производните снаги. И секој општество мора да се трансформира кога односите во производството, односно капиталистичките односи во овој контекст, на односи помеѓу работник и капиталист газда, се пречка за понатамошен развој на производните сили. А што значи развој на производните сили? Пример, значи можност за поголема продуктивност на трудот. Во конкретниот пример можеме да збораме за за автоматизацијата. Како процес кој би создал продуктивен труд. Капитализмот денес е веќе односите на капиталистичките односи на производство се веќе сериозна пречка за понатамошен развој на производните снаги. И ние сме горе-долу во еден сериозен распад на капитализмот. Добро, што ќе се случи понатаму во смисла на перспективите кои се за работничката класа, што сега во овие моменти треба да прави работничката класа, да се организира, интернационално да се организира, бидејќи нели со ова се соочуваме со овие проблеми во целиот свет, или локално да действува, не знам, во синдикати. Мислам дека треба да се... И што ќе се случува всушност? Што треба и што мислиме ние дека ќе се случува? Мислам во овој контекст денес на ваква криза после се што се случува, затоа што кризата на капитализмот која што јонака постоеше моментално е забрзана од пандемијата и од војната во Украина и енергетската криза и се. Е многу тешко да предвидиме што и како точно може да се случи, но многу јасни сигнали имаме дека состојбата на самиот капитализам, дека капитализмот е веќе влезен во нова фаза, која што нова фаза не личи повеќе на 2008 или на 1991. Фазата на капитализмот денес многу повеќе нас не потсеќа на предоктомвриската револуција. Значи капитализмот е во состојба каде што се распаѓа. Значи тој веќе се распаѓа, не може да понуди ништо подобро. Значи цело време го влошува животот на работничката класа и тоа значи дека порано или подоцна овие противречности ќе доведат до револуционерна состојба. Зашто ние треба да научиме од минатото или од револуциите во минатото е дека социјализмот не може да се воспостави како систем на една ограничена територија, дека без да стане социјализмот интернационален, односно светско ниво, тој нема потенцијал да изводи да заврши целосна револуција, да воспостави целосно ново општество. Тоа дали е возможно да има во исто време револуцијата да се прелие на цел свет? Тоа е малку... не, мислам, значи нема, тоа е малце илузија дека еден ден ќе станат сите на цел свет и толку ќе го рушиме капитализмот, но што е веројатно е дека кога се појавува, мислам и тој историски, можеме паралели да извлечеме со Октомвриската револуција, историски во принцип кога се случи Октомвриската револуција, револуцијата се прошири. Значи се прошири во Германија, се прошири во Унгарија. Така што револуцијата има стремеж да се шири. Тоа да е интернационално не значи дека ќе почне од еднаш сегде, него да секогаш почнува негде, кај што се најслаби кариките. Денес ако гледаме што се случува на запад, ние можеме јасно ни Америка врли, Америка е во што е многу чудно пошто ние никош не очекуваме дека возможно е во Америка да се случи некаква политичка трансформација општествена, но Америка веќе создава длабока поделеност на самото општество. Америчкото општество е во целосен распад.
И тоа неминовно ќе доведе до некоја поголема криза. Мислам дека за Америка е потребно само, сега тоа нема се случи утре, но дека е потребно само некој посилен тригер за да се случи револуционерна состојба. Исто Англија кога земе во предвид, Англија што сега се случува, Англија е исто, мислам имаше сега серија на големи штрајкови. Значи владата која што е на Торлиевците пропадна. Па се формираше нова влада. Дополнително тоа што умре кралицата е уште една отежнувачка околност. Така што мислам дека нас ни предстои мрачна, но и светла иднина, затоа што Зависи за која ќе се избориме и дали ќе се избориме. не нормално. Сега што фали политичко водство. Затоа што револуцијата, можеме да имаме револуционерна состојба, но ако ние немаме политичко водство кое во тој момент е способно и знае како да реагира, револуцијата ќе пропадне. Единствената работа што ја спаси револуцијата во Русија не беше само борбеноста на работничката класа во Русија, него беше постоењето на болшевичката партија. Болшевичката партија беше кадрска организација која што постоеше веќе десетина години претходно таму, со изградени кадри, со структура, која што беше способна да преземи водство во револуцијата. Секако дека синдикалното организирање е битно, но мислам дека политичкото организирање на работничката класа е една од најбитните работи и најголемите задачи за нас во блиската иднина, не во толку далечната иднина. Да. Добро. Толку ја да те прашам. Може да додадеш нешто на крај што не офативме? Не, мислам дека денес доаѓаме полека до состојба каде што можеме комотно да кажеме дека имаме две алтернативи. И тоа се варварство или социјализам. Да. И јас тоа сакам да го кажам на крај, еве, ти го кажа. Добро, ти благодарам за разговорот. Ви благодарам и вас. Чест ми беше. Почитуваме гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Глас на идеи.